Значи, со стартот на машката трка, подсетување 10 километри, значи 4 круга околу патеката Мирна долина, која што е со должина од 2,5 километра. Како ја споредуваме оваа стартна листа годинава кај мажите со тоа што го имавме лани, например? Па добро, и лани да имаше исклучително квалитетни надпреварувачи, да не заборавиме дека минатата година беше романската репрезентација која да се состои од неколку навистина силни надпреварувачи, тука како мислам би го одвоил Паул Пепене кој е најдобриот надпреварувач на сите времиња на Балканот тука. Во поновата историја, еден бил подобар од него, тоа е, мислам дека од Бугарија... Цинцов. Цинцов, да, меѓутоа од... Не се сеќавам на името, меѓутоа сакам да кажам дека како и минатата година и како и секоја година и годинава исклучително квалитетни надпреварувачи да стартуваат на Мавровскиот меморијал. Тука посебно повторно малце познато име за нашата јавност, бидејќи примарен спорт му е биатлонот, меѓутоа Крешимир Црнковиќ е навистина силен надпреварувач и кога ги гледаме времињата во трчање на самиот Европски куп во биатлон, од најдобрите во светот тој заостанува само во секунди, така да станува збор за исклучително силен надпреварувач и впрочем тој пиетет што му беше даден дека е фаворит на оваа трка, тој го оправда и тоа убедливо и на двата старта на Мавровскиот меморијал оваа година. Така, пред да дојде во Маврово 12 настапи на биатлонски меѓународни трки во периодот од 7 декември до сега, и тоа врвни, како надпреварувањето во Арбер во Германија ми се чини, така, таму го забележа едно од своите подобри пласмани на 70-тото место, имаше добар пласман и во Полска, се надпреварувач како што кажавте од висок калибар. Блиску, да, до оние врвни. Да, тој е редовен надпреварувач и во светскиот куп во биатлон, така да нивната сезона сепак почна на време. Тој настапуваше на надпреварите од светскиот куп во месец декември и во продолжение на светскиот куп во Оберхоф во јануари, а потоа следува и купот во Арбер и Европското првенство во Душник и Полска, каде што на некој начин настапувавме заедно, впрочем на тие трки настапи и нашиот надпреварувач Ставре Јада. Ја гледаме веќе како се троши стартната листа. Иван Ранков со број 25, веднаш понеќе ќе стартува и Димитар Ранков. Најбројни се бугарите, 7 на овој ростер од оваа година, а по него и единствениот унгарски надпреварувач ќе го видиме. Така, значи бугарите имаат солиден тим, ова станува збор 25-ката Иван Ранков за млад надпреварувач кои да почнуваат во овие фис надпревари. Меѓутоа бугарите секој пат имале силни надпреварувачи, почнувајќи од Цинцов и натака и другите на времето Мартин Пенчев победуваше. Мартин Пенчев, меѓутоа јас се сеќавам, има доста силен надпреварувач Иван Бајраков. Значи Мавровскиот меморијал секогаш бил посетен од силни бугарски надпреварувачи, таа традиција продолжува. Во моментов го гледаме единствениот унгарски надпреварувач, кој исто така настапува и во нордиско скијање и можеме да го видиме и надпреварите во биатлон. Солиден надпреварувач кој да нема поголеми шанси да влези во најсилната конкуренција, меѓутоа еден стандарден надпреварувач кој константно бележи така солидни резултати. Добро, секогаш е добре дојдено кога има земја плюс, нели тој ја представува Унгарија на ова надпреварување. Дејвид Величковски со број 18.
2004 година роден, исклучително млад надпреварувач. Па тој иста година се со Михаела Дановска, значи веќе втора година во ФИС, станува збор за доста исполнителен надпреварувач кој е силно мотивиран и очекувам и тој да се развива значи неговиот прогрес е евидентен и тој ќе се развива во добар надпреварувач, затоа што на единственото тестирање кое го правевме годинава на Институтот за физиологија во Љубљана, параметрите кои ги покажа и функционални и моторички покажуваат дека кај него има простор за развој. А имаше настапи пред Маврово во Србија, во Сјеница? Додека бевме на Ибу Купот во Арбер, покрај Ставре Јадан, таму настапи Андонаки Костовски, кој го гледаме сега на екранот, Дарко Крстевски и Михаела Дановска, додека останатиот дел од екипата учествуваа на надпреварите кои се одржаа во Златибор и во Сјеница. Практично двојна програма се спроведува, затоа што има голем број на надпревари и треба онај зацртан по програмата број на надпревари треба да го постигнеме. И во биатлон и во нордиско скијање. Тука би го прокоментирал и Андонаки Костовски, кој е само една година постар од Девид, 2003 година. И кај него перформансите даваат за право да веруваме дека да има простор да се развива во еден исклучително добар надпреварувач. Секако, тоа што го спомнав во женската трка, во овие години се забележува напредокот, тако погледна човек во нивниот профил на ФИС се гледа од година во година како се подобри ФИС бодовите и се подобри времињата. Иако се тинејџери за 5, 16, 17 години. Така, значи секоја категорија си има своја норма која имаме поставено на скијачка федерација и ние очекуваме најмалце за да биде во екипа да бидат исполнети тие норми, а кај добар дел од овие наши надпреварувачи се далеку надфрлени тие норми, за споредба кај Ставре Јада за 56% таа норма е надфрлена. И сите други овие надпреварувачи кои се земени во предвид во селекција, сите за голем процент ја имат надфрлена основната норма поставена од скијачката федерација. Крешимир Црнковиќ тргна победникот од првата трка со време 20 минути 7 секунди и 4 десетинки. Ке ја следиме сега и оваа трка и времето се разбира ке го споредиме, иако беше побрзо, откривме уште од почетокот. Така, Крешимир Црнковиќ од самиот старт се виде дека наметна едно исклучително силно темпо, за кое е спремен да го држи до крај, сигурно дека и во финишот на трката можеби ќе го појача тоа темпо. Го гледаме Дарко Крстевски, исклучително талентиран наш надпреварувач. 2002 годиште 2002 годиште кој и овие неколку надпреварувачи очекувам да тргнат по стапките на Ставре Јада. Сезона во сезона нивниот професионализам да се подига на едно повисоко ниво. Самата мотивација и секако дека резултатите нема да изостанат. Апсолутно, ова е спорт во кој што случајностите се сведени на минимум. Сурова реалност. Да, нема овде чудесни пресврти во текот на преварот, односно на трката. Се е ставено на телото и на умот во борба со... И на скиите. И на скиите, добро, скиите се управувани од човекот, во борба со природата и со времето. Кога сме кај скиите, сакам да прокоментирам дека исклучително е битно во нашиот спорт подготовката на скиите, проценката на избор на скиите, затоа што имаме различни скии за различни подлоги, односно за различни видови на снег.
први не многу важно да се одберат правите ски за тој снег и за тој надпревар, а второ е секако многу важно подготовката на скиите, односно оние восоци и цери кои ги нанесуваме на скиите за самиот надпревар. Но тука е битна и техниката на самиот надпреварувач, затоа што тоа е економичноста на работа на секој ден надпреварувач е представена преку техниката, подобра техника, подобра економичност на работа и мислам дека повеќе параметри имаат сериозно влијание на постигнување на еден висок резултат. Да не заборавиме тренингот, перформансите, дишните капацитети и секако рековме и на крај ще е расположението, самото расположение, мотивацијата, онаа предстартна трема која знаеме да ја напомениме. Сите тие работи имаат удел во крајниот резултат. Како не, психологијата е голем дел од спортот во сите спортови, не само во овој, и затоа знае да игра можеби и некогаш клучна улога во перформансот. Ја преполовивме па веќе и повеќе од тоа стартната листа. Следен треба да биде Франко Далфара од Аргентина. Како овие аргентинци се најдоа на Мавровскиот меморијал? Значи, неколку години наназад тренер на аргентинската екипа е наш колега Дејан Карсмановиќ од Србија. И во разговор ние на почеток на годината, односно 5 и 6 јануари, кога отидовме на подготовки во Поклјука, Словенија, таму се најдовме, разговаравме, изразија подготвеност дека сакаат да дојдат, желба да имаат да дојдат на Мавровскиот меморијал и секако тие контакти продолжија и ние му овозможивме да бидат дел од овие надпревари. Дејан Карсмановиќ беше долги години надпреварувач, знае за Мавровскиот меморијал и секако на нас ни представува задоволство што е една така далечна земја Аргентина е дел од овогодинешниот Мавровски меморијал со 20 учесници во машка конкуренција. Така, може да се пофали Мавровскиот меморијал дека е представен и на два континента, дека покрај европските. Само тука се извинувам да го прокоментираме, тука се гледа перформансот на Крешимир Црнковиќ, значи во еден здив на ова исклучителна нагорнина, и тука се гледа подготвеноста и технички и тактички, секако многу моќен на неговиот настап на овие две трки. Да, видовме веќе го оставил зад себе Александар Огњанов кој има стартен број 43, 9 стартни броја практично поназад од... Така, и Огњанов е силен надпреварувач, значи не станува збор за некој од послабите, туку надпреварувачи, туку станува збор за оние надпреварувачи кои веќе би можеле да бидат во секој момент во првите 5 пласирани. Така, тоа додава на вредноста на перформансот на Црнковиќ. Омер Рајчичек од Турција стартуваше и веднаш по него ќе излезе на патеката Ставре Јада. Да, турските надпреварувачи се силни, значи во континуитет турците имаат солидни надпреварувачи и мислам дека со право се наоѓаат во овај дел на стартната листа, а се претенденти исто за неколку од првите места. Ставре Јада одличен старт, тука се гледа еден добар перформанс кај него, една исклучителна добра техника. Меѓутоа морам да напоменам за Ставре Јада, Ставре од 2013 година активен учесник, значи добро се развива, меѓутоа треба да кажеме дека се уште е тој исклучително млад за овај спорт. Токму тоа, да. Тој има 22 години и мислам дека неговите резултати допрва доаѓаат, затоа што влегува во онаа фаза кога созрева како маши, како надпреварувач. Да, не само како надпреварувач, како човек. Така, како човек созрева и мислам дека
продолжување на континуитетот на работа, неговите резултати допрва треба оние посилните да дојдат. Тука ќе ги напоминам дека Страхиња Ерич е Така, човекот со најдобри испоени пријавен на оваа трка. Природен талент, јас тоа би кажал, значи Страхиња Ерич е доста талентиран надпреварувач кој последниве 2-3 години, иако млад, покажува дека сериозно може да се носи со конкуренцијата. Добар спринтер исто и мислам дека неговата кариера доколку продолжи континуирано да тренират, неговата кариера ќе биде на едно високо ниво. Да, наполни 20 години Ерич во октомври. Рековме Ставре 22 години, се пошегував и на вчерашната трка дека ете и ние нели како спортски новинари сме поврзани со вас и известуваме со години за случувањата и веќе сме навикнати толку години да е присутно името на Ставре, ја да не баре станува збор за некој што е, не знам, деценија ветеран во овој спорт, возрасен, а тој е само 22 години и токму тоа доаѓа допрва неговото време. Во овај спорт не станува ништо преку ноќ, нема ништо случајно, значи овај спорт си бара многу работа, трпение и долгорочна работа. Значи резултатите доаѓаат со подобрување на перформансите моторички, доаѓаат со подобрување на аеробните перформанси, затоа што овај спорт спаѓа во тие аеробно-анаеробни спортови. Доаѓа со изборот на квалитетна опрема, поготово тука за скиите која разговараме, и мислам дека со континуирана работа и со повеќе годишна работа резултатите, конкретно кога зборуваме за Ставре Јада, пред него може да бидат далеку подобри резултати. Една проекција некоја низ разговор што ја правиме и кои се моите очекувања до 25-6 години да се ствара тој напредок. А потоа колку години ќе го задржиме тој висок тој зенит, да речеме. Тој зенит, тоа веќе филозофија ќе биде. Колку повеќе ќе успееме да го задржиме тој висок зенит, тоа ќе биде подобро и на тој начин мислам дека ќе го извлечиме максимумот од неговата кариера. Практично тој во последниве 2-3 години е на почетокот на една убава кариера. Ако не се лажам, минатата година имаше една експанзија во биатлонот. Беше за жал прекината сезоната, но значајни резултати покажа прв пат кои што се забележуваат. Оваа година имаше настапи, а допрва следува. Ги кажавме, ајде да ги повториме, почнувајќи од 10 февруари на светско првенство. Така, минатата година кога сме кај тие ИБУ купови, Ставре да го освои 39-тото место на ИБУ куп на трката Мастарс 60. Имаш исклучителни настапи на светското јуниорско првенство каде што го освои и 46-тото место во конкуренција на 115-120 мислам надпреварувачи. Што е завиден резултат. Значи длабоко во прва половина од надпреварувачите. Оваа година имаше доста силен резултат на ИБУ купов во Арбер, освојувајќи го 66-тото место во конкуренција на преку 140 надпреварувачи. Така да ништо не е изгубено. Од една трка и две, мислам, убаво беше да бидат и овие супериорен, да бидат и на овие трки, меѓутоа формата нас ни требат и за следните надпревари, вклучувајќи го тука престојното светско првенство во биатлон во Поклјука, Словенија, каде што Ставре ќе има 2 настапи на 12 февруари на трката спринт на 10 км и на 17 февруари на трката индивидуална 20 км, каде што очекувам да се представи одлично. Потоа ни следува светското нордиско првенство во Оберсдорф, Германија, светското јуниорско во биатлон во Обертилијах, Австрија и на крај ќе имаме еден микс од биатлон и нордиски трки во март месец и букупот во Риднаун, Италија на почеток на март, а потоа следуваат надпреварите од Балканскиот куп
во Романија, Турција и евентуално и Босна одложените надпревари од јануари, ако има доволно снег, верувам дека и тие ќе ги одржат. Така да во преостанативе месец и половина на некој начин, односно 2 месеци скоро, ни престојат уште доста трки. Повеќе од половина сме веќе излезени, сме во втората половина од олимпискиот циклус за 2022 година. Нешто околу тоа да прокоментираме? Да, ние во моментов сме во квалификацијските надпревари од олимпискиот циклус. Практично олимпискиот циклус ќе трае некаде, мислам дека до 19 јануари 2022 година. Доста трки имаме, вклучувајќи ги летните ролерски трки кои ни престојат да очекувам да бидат во голем број во месеците јули, август, септември. Така да оваа сезона и летните трки, практично скоро пола сезона од следната година, ние ќе имаме доволен број на надпревари да ги постигнеме очекуваните норми. Во моментот Ставре се наоѓа на 67 физ точки, кое практично значи за 33% надфрлена олимписката норма. Не очекувам некакви проблеми да имаме околу освојување на таа олимписка норма. Очекувам да се задржи овај тренд кој моментално го имаме. И Ставре јада повторно и на вториот настап на Олимписки игри, овај пат во Пекин, да оди повторно со освоена олимписка норма. Во женска конкуренција најсериозни шанси има Михаела Дановска, во моментот има освоено Б олимписка норма во дистанца. Очекувам дека тоа истото ќе го направиме и во спринт, затоа што мислам дека незината дисциплина на која што ќе настапи на Олимписките игри ќе биде спринтот, така да во преостанатото време и преостанатите надпревари очекувам Михаела Дановска да ја потврди незината силна Б норма. Така, Олимписките игри во Пекинг, може би дека сега имавме одложени овие летните во Токио, па целата спортска понуда генерално на глобално ниво се одложи и некако ми делува во главата дека се далеку, а гледам дека тие се за помалку од 365 дена, на 4 февруари. Так, Од 4 до 20, 2022. За сега подготовките на организаторите од Пекинг, оние информации што ги добиваме и од ФИС и од ИБУ, кажуваат дека се одвива безпрекорно таму и останува оваа година да изработиме и да дојдат Олимписките игри на кои што и нашите представници ќе бидат застапени. Така, се надеваме дека ќе бидат допрва најдобрите зимски олимписки игри за македонски надпреварувачи. Се сеќаваме пред 3 години во Пјонгчанг Ставре Јада настапи на 15 километри и на спринт. Го освои 97-то место меѓу 119 надпреварувачи и 71-то и 8-то меѓу 81. И практично тоа беше наставен најдобриот настап во дистанца, а најдобриот настап во спринт го држам се уште јас на Олимписките игри во Солт Лейк Сити. Да го подобри Ставре или како? Па добро, да Ставре ќе има сигурно подобар резултат од неговиот, затоа што беше тој досега од сите практично олимписки игри што имаме настапено, беше најдобриот досега постигнат резултат. Да. И очекувам секако за 4 години постарт и поздрав како надпреварувач и секако дека далеку подобар резултат очекуваме на престојните олимписки игри во Пекинг. Така е. Повторно ќе кажеме, ќе потсетиме дека бил само 19 години во Пјонгчанг и тие резултати треба да се земат на вистина со голема вредност. Трката полека се движи кон крајот. Немаме за жал увид како стојат во моментов работите од аспект на времето, но се знаат кои се фаворитите и се гледа како се движат по патеката. Го видовме Страхиња Ерич, а ова во моментот е Андонаки Костоски. Како ќе ја оцениме патеката, Мирна долина
по неизината конфигурација во однос на, ете, да не одиме подалеку, она што го нуди Балканот, овие надпревари на кои што учествувате обично? Значи, патеката Мирна долина е една од потешките патеки на Балканот, секако во склад со меѓународните правила и норми за хомологација на ФИС патеки. Самата надморска висина 1650 е старт и финиш, а 1710 е највисоката точка. Испаѓа во на надморска висина каде што се потешко за надпревар, но и како самата како конфигурација патеката на Мирна долина е исклучително тешка. Така, забележавме сега еден блиска средба, да речам, меѓу турскиот тркач Хамза Дурсун и Ставре Јада. Успеа да го стигне, да го дофати турчинот, нашиот најдобар надпреварувач, и ќе оствари подобро време секако. Така, значи Ставре сепак во вторава трка мал за нијанса подобро се представи, тркачки, и мислам дека наметна едно добро темпо, не го издржа во тек на целата патека, имаше периоди на дел од патеката, демонстрираше посилно темпо, на дел побавно, веројатно и заморот си го имаше направено своето, но сакам да кажам дека ништо не е изгубено, резултатите ќе си дојдат. Јас сум сигурен во тоа, затоа што работата што е вложена и трудот што е вложен секако ќе дојде до израз. Апсолутно е така. Полека ќе привршуваат надпреварувачите. Иван Ранков е еден од првите што ги гледаме низ целта. 23,5 минути грубо кажано е неговото време. Еве го и унгарецот Адам Буки, а камерата неколку пати ни го покажа Дарко Крстевски. Адам Буки во финиш, се гледа замор на неговото лице, меѓутоа рековме еден стандарден надпреварувач кој никогаш не бил со кој знае какви резултати, меѓутоа во средината на табелата бил секој пат. Никој пат јас не памтам за него ни слаб да бил како надпреварувач. Димитар Ранков со послаб резултат од Иван Ранков, и еве го Крешимир Црнковиќ. Како се забележува таа разлика во пристапот, во односот на скиите, како лизгаат по снегот, енергичноста? Буквално во еден здив целата патека. Да, како да не му е проблем да продолжи да истере уште 10 километри. Ние сме доста добри пријатели и со Црнковиќ и со неговиот тренер, и доста и се дружиме и си помагаме во тек на целата сезона и во подготовка на ски и во тренинзи во се. И пак ќе кажам, Црнковиќ е една за балкански услови, за наши услови една висока класа на надпреварувач. Но не само тоа, тој рековме во секунди на биатлонските надпревари од Ибу Купот со норвежаните, со русите, односно со победниците на Ибу Куповите. Да, тоа е, кој малку гледал знае што значи тоа. Ги очекуваме полека да финишираат и останатите од повисокиот ешалон надпреварувачи во Маврово. Тодор Малчов е со број 44, ја предводи оваа мала група. А со 45 е Александар Огњанов. 45 е турскиот надпреварувач. Турскиот надпреварувач, тоа е Да, Омер Рајчичек, а пред тоа со 44 беше од Босна надпреварувачот Чолич Милош. Петар Чангоски сега низ целта 27 минути наврши часовникот. 15 годишен, прв пат на ФИС надпревар. Ке си го памти сигурно. Така, Андонаки Костовски, 17 годишен.
Петруш Вангели го видовме пред тоа прв пат исто на Мавровски меморијал, 15 годишен. Милош Стевич ја мина целта. По него со нешто послаб резултат Ѓорđe Пауновиć. Ево го Девид Величковски. Подобро време кога го видовме претходно, Чанговски ми се чини, нели забележавме 27 минути и нешто ситно. Ова е веќе далеку подобар резултат на Даниел Пешков од Бугарија. Ова му е еден од подобрите негови резултати, го освои третото место на овај Мавровски меморијал, што е исклучително силен резултат во оваа конкуренција. Така, мало изненадување дури да се каже. Да. Ево Ставре ја совлада горницата. Во последниот круг е тоа, четвртиот круг. Не е да темпото кое го демонстрира не е најдоброто што може он да го демонстрира и нормално и затоа и резултатот е таков. Ставре ја да во далеку посилно темпо обично ги поминуваат надпреварите. Така зборувавме и на вчерашната трка дека минатата година освои доста вредно четврто место, претходно имаше и едно второ место во 2018 година, секогаш е во врвот на пласманот на Мавровскиот меморијал. Дарко Крстевски 23 минути 34 секунди неговото време. Ова е еден од двајцата аргентинци. Послабиот условно. Послабиот, да. Иако вака свежо ми делува, не е дека нешто делува истрошено. Добро, неговото време кажува дека не може да биде во на посериозна група во првите пласмани. Еве го неговиот сонарник. И од овие снимки повторно се гледа да условите кои ги имавме во двата дена и вториот ден на Мавровскиот меморијал, дека идеални услови има надпреварувачите за надпревари и не случајно се постигнаа такви времиња. Пред се квалитетот на самите надпреварувачи, но и условите на патеката. За момент Ставре Јада го даде, каде што има засилување малце на неговото темпо. Тодор Малчов, силен надпреварувач од Бугарија. И ова е добар резултат, под 22 минути. По него и Анастасијадис од Грција ја мина целта, еве го и Александар Огњанов. Уште малку мина остануваат да го довршат завршниот, последниот круг од четирите. Таков еден е турчинот Омер Ајчичек. Беа еден до друг со Ставре. Ете стекна дополнителна предност. Така, Ставре го видовме на последното искачување таму, на најдолгото уствари искачување, да турчинот секако дека заслужено пласман прве. Во моментот го гледаме Ставре Јада.
Ова практично е на некои 500 метра уште до целта. Онај последен благ дел од патеката, полесниот дел од патеката. И секако тука веќе према финишот. Ке се поправам, ова беше надпреварувачот од Турција кој што беше покрај Ставре Јада во еден од кадрите. 45-ката беше стартуван пред Ставре. Така. Точно, Хамза Дурсун е тој што беше покрај Ставре и еве сега ќе ја направам таа поента дека дополнителна предност стекнал и неговиот резултат е затоа беше доволен за да заврши високо на второто во место. моментот се појави и Ставре Јада во позадината. Но сепак еден број стартуваше позади и таа турчинот и секако дека таа предност ја стекна во однос на Ставре. Ево го во завршниот свиок. Да, и позади е Страхиња Ерич, надпреварувачот од Босна и Херцеговина, и пак ќе напоменам и за Ставре и за Страхиња Ерич, млади надпреварувачи и за неколку надпреварувачи од Бугарија кои одлично се представуваат. Веројатно тие ќе бидат уште можеби до деценија надпреварувачите кои би биле со сериозни претензии на освојување на првите места. Така уште долго ќе бидат на сцената, се надевам и на меѓународни надпреварувања. Тука некаде завршува, претпоставувам, привршува трката. Иако има уште, веројатно уште некои од оние послаби надпреварувачи кои што треба да минат низ целта. Како и да е, спомнав на вчерашната трка дека ако ништо друго, Мавровскиот меморијал не ги понуди најдобрите времења, но сигурно ќе представува едно мерило и една, да речам, одскочна даска за се подобри резултати во циов овој богат план февруари и март кој што следува. И ќе представува мерило каде сте били, а каде ќе дојдете. Па самото учество на надпревари, јас ги следам резултатите, самата анализа ми покажува дека од надпревар во надпревар сме се подобри. Кога има спојување на два надпревари еден по друг зависи и од патеката, од самата исцрпеност на надпреварувачите од претходниот надпревар, меѓутоа во принцип генерално го гледам напредокот, значи и тоа очекувам да биде и понатака да се случува, затоа што пикот не го имаме стигнато. Кога сме кај тоа морам да напоменам дека со отварањето и на летната сезона и на зимска сезона ние во текот на сезоната правиме два пика, што е исклучително тешко. И филозофија е малце колку во одреден период ќе го задржиме тој пик, односно ќе можеме на тие клучни надпревари да ги постигнеме и најдобрите резултати. За сега во последниве неколку години не успева тоа. Се очекувам дека овие наши надпреварувачи како се развиваат, дека деновите на тој пик ќе бидат и продолжени, а секако дека и резултатите кои ги постигнуваат ќе бидат и подобри. Вангели Петруш се чека низ целта, кажавме еден многу млад надпреварувач, прв пат дебитира овде во Маврово и за поздравување тоа што ја минува целта. Во позадина таму ги гледаме и нашите најмали надежи, кои немаме снимка од тие надпревари, меѓутоа вредно е да се напомени. Имаме еден мал јубилеј на тие Children Race оваа година, по 5 пат се одржуваат детски надпревари во машка и во женска категорија до 14 години и до 12 години. И мислам дека тоа веќе тук од сега опипуваме со каков материјал располагаме за во иднина од тие помали генерации. Црнковиќ прво место, Дурсун второ, Пешков како мало изненадување на третото
Понатаму Ери, Чајджичек, Огњанов, Малчов, Далфара, Ставре јада на 9-тата позиција, Крстевски 17-ти, Костовски на 19-тото и така натаму. Јас ке му се заблагодарам на Ѓоко Диневски за тоа што ни помогна во следењето на трките. Ви благодарам на поканата.